сетите некогаш дека земјата кружи околу својата оста. Тогаш сетете се на Македонија, која заедно со своите диаспори кружи околу својата судбина. Сетете се и на златната книга, на која е испишана таа судбина, на пресудата со сите обвиненија против сите невини македонци, осудени на смрт или погонство. Сетете се и на патувачките гласници, на буните и востанијата, на бунтовниците и востаниците. Сетете се на храброста како доблест и предавството како прокоба. Сетете се на оние што рекле дека сме биле тесто од трици, та секој кадар и некадар можел да го меси и да не дели како нафора, како црни питулици за раздавање. И не заборавајте ги сите пишувачи на лаги и лажни истории. Не заборавајте дури и сенката на душманот, зашто като ден таа се намалува, а пред зајдисунце се тегне и зголемува. И се на крајот ако заборавите, кога мозокот безпрекорно ви го перат, разорувајќи ви го умот дека не сте тоа што сте, запомнете само едно, дека имате македонски ген и дека немате ништо друго освен Македонија. Ракуваше со иднината. Егеј бисерно заплиска. Птиците се одгласија. Од длабоката бездна со сребрен глас. Се ронеше, се губеше темнината од странните македонски предели. Ти не сопирли војну, на мислата и зборот. Се појави горостасно сред огнови и громотевици. Се појави со звезда на челото над македонското небо. На бисерните води на Дегеј отблесна кристално милозвучен волшебен звор и ја огреа душата македонска. Дојде на повикот од прогонетите и очајните. Дојде на болниот лелек, на ранетата роднина. Се појави со златесто огнена разиграна светлост, како мелем за ранет јунак, како извор за прежедни усни. Дојде со пролетен здив, на планински виор, со цветна, опојна, мисла заветна. Прозборе во името на илјадници, со душата и срцето на срцевината народна.
и раскрили со искра бескрајна, световна. А сега поздравете ја химната на нашиот патрон Крсте Петков Мисирков. Kako treba za jazik da se bori.
Поканувам на сцената директорката на нашето училиште, госпоѓа Силвана Андонова, да земе збор и да ве поздрави. Добро вечер, почитувани гости, почитувани родители, драги пензионери, драги соработници и најдраги ученици и колеги од Основното училиште Крсте Петков Мисирко. Ова е голем ден за Основното општинско училиште Крсте Петков Мисирко. Ден на нашиот патрон. Ден кој го прославуваме сето она што секојдневно го работиме. Сето она што учениците го збираат, а што ние како наставен кадар, и тоа во немал број, веќе сме над 100 наставници, го даваме на нашите драги и најмили ученици. Ви посакувам да уживате во она што го подготвивме за вечерва. Ви посакувам, драги ученици, постојано, секојдневно да го користите времето, да го жнеете знаењето, да се покажувате на секое поле, да бидете гордост за вашите родители, за вашето семејство, за нашата општина и секако за нашата држава. И на крајот би завршила, Крсте Петков Мисирко бил голем. Нашите успеси на Основното општинско училиште се големи. Малку се зборовите кои што би ги опишале успесите. Не е важно да се учествува, важно е да се освојат награди. Основното општинско училиште Крсте Петков Мисирко освојува голем број на награди. Тоа се нашите ученици, тоа е нашата гордост, гордост се и нашите пензионери, кои што ни се секогаш тука до нас, од кои што го црпевме знаењето, од кои што го добивме она што го добивме и го даваме на нашите генерации. Ви посакувам пријатна вечер и уживајте во прекрасната програма. Прекрасните звуци на кавал, кои не придружуваа на почетокот, беа дело на нашиот наставник по музичко образование Александар Ицов. Следуваат уште неколку композиции под негово водство, а во изведба на хорот и инструменталниот состав. Сега далечна и веќе
од нашето училиште, кои ќе ви се представат со театарската представа Умна глава од Оливера Николова во режија на наставникот по македонски јазик Томе Постолов, со сестрана подршка од наставниците Маријан Шарковски и Ѓорги Јанев, кои беа задолжени околу изборот на музиката и тонските ефекти. И се разбира Ѓорги Тумбовски, заложен за светлото и светлосните ефекти. Уживајте! Од сите луѓе, умарнала. А зашто ти е